Благодарам, председателке, почитувани пратеници колеги, почитувани и драги студенти. Мислам дека е разбирливо некоја политичка партија која ќе отиде во опозиција да се труди да има некаков активизам во различна таргет група. Во оваа ситуација зборуваме за таргет групата студенти, но мислам дека во исто време треба да се има морален кредибилитет и интегритет да се зборува за одредена тема во јавноста, а мислам дека политичката партија на која што студенти токму за студентски оброк и протестираа пред Собраниево, а истата одлучи на мала врата да го прими тогашниот омилен студент, односно студентскиот лидер на власта во Собраниево, да направи едно селфи, на тој начин да ги превесла студентите токму на темата студентски оброк за која што зборуваме денес, нема кредибилитет и интегритет да зборува на оваа тема. А бидејќи во образложението не се спомна само студентски оброк, туку се спомна и други работи, ќе кажам дека за неколку месеци сите заедно ќе одиме во студентските домови да ги отвараме еден по еден. Оние кои што ги реконструиравме за 1,5 година, вие не ги реконструиравте за 7 години и за тоа сте виновни исклучиво вие и никој друг во оваа наша држава Република Македонија. Дополнително, пред само неколку месеци на мој предлог овде го зголемивме опфатот на тоа кој ќе зема субвенциониран студентски оброк. Повторувам, пред неколку месеци го направивме тоа овде сите заедно за студентите и од тогаш студентски оброк може да земаат и постдипломци, како и студенти на приватни универзитети, како и оние на интегрирани студии. Значи, пред неколку месеци оваа влада, која што е партнер на студентите, го прошири опфатот на тоа кој се остварува право да зема субвенциониран студентски оброк. Затоа мислам дека треба да најдете на некој начин нови теми кога се во прашање младите, бидејќи токму на овие теми вие ја изгубивте поддршката од младите луѓе. Затоа искрено како млад човек не ми е јасно зошто упорно ги гледам истите пресови, истите барања, истите политики од страна на одредена политичка партија кога тој период заврши онака како што заврши. Јас на крај ќе ве уверам дека сите проекти кои што се наменети за студентите ќе се надоградуваат, ќе се прошируваат и опфатите и секако и сумите кои што студентите ќе ги земаат по разни основи, но мислам дека моја обврска беше денес да истакнам на македонската јавност и на студентите дека некој овде се прави како да се шалел тогаш, па сега не знае што се случило. Значи, политичката партија на која што студенти протестираа токму за оброк, а на мала врата влезе еден студентски лидер, го сликнаа на селфи со тогашниот премиер, а сегашен пратеник и потписник на амандманов, е во најмала рака несериозно и потценувачко кон студентите. Благодарам.